od moj jagol. Mislim znači postojam. Проучувајќи ја историјата и теоријата некогаш и денес, сведоци сме на многу славни и популарни војсководачи, писатели, артисти, политичари, спортисти, пејачи, се славен до славен. Отвори весник, пушти радио, вклучи телевизор, влези на интернет, се едно исто. Светот им припаѓа на славните, на силните и на моќните. Во славата уживале позитивни, но и разни негативни мафијаши, криминалци, се под епитетот славен. Веројатно од тоа време датира и она познатото славата му удрила в глава. Некои славни биле толку популарни, што не само што не дозволувале никој да им застане на патот, туку и светот не можеле да го видат реално, како што треба, од својата слава. Многу славни богато живееле и како што живееле сакале и славна смрт за себе. Други правеле славни дела, композиции, градби, пронајдоци, со кои и по кои останале славни до ден денешен. И да не се заборави, како што постоеле славни, така постоеле и свети, коњи, кучиња, мачки, слонови. Ова се врзува и со славните предмети на славните, очила, двогледи, ремени, копчиња, чевли, чаши, лулиња. По имињата на славните, многу улици, градови, географски поими и објекти, со еден збор, живеевме и живееме во светот на моќните и славните. Некои во животот не биле славни, туку станале славни после животот. Некои одвај преживувале, немале приватна сопственост и умреле бедно и неславно. На многумина познати ни гробо денес не им се знае, но благодарејќи на нивните дела тие влегле во вечноста на славните. Се прашува како се станува славен. Дали има шанси малиот човек да стане славен? Упорно се повторува дека светот припаѓа на моќните и славните. Како да се успее и да се стане познат и славен? Сакам да сум познат и славен сега и веднаш, ми вели соседот. Сакам да знам дека сум славен, а не да им раскажуваат на моите внуци за тоа која ќе ме нема. Уште ако се во игра и големи пари зад мене, несреќата е комплетна, да си пукнеш од мака. Замисли, ти нешто случајно епохално откриваш и притоа не знаеш за тоа. Сите те забораваат, па и ти самиот. Кога? По 30 на години те откриваат онака попатно и стануваш одеднаш посмртно славен и богат. Па како да се радуваш на тоа? Целиот живот си го минувал во мачење, во работа, во труд и одеднаш некој како внук, правнук станува преку ноќ среќен, богат и славен. И тоа на туѓа слава. Тебе те нема. Едноставно. Си бил богат и славен, но во погрешно време и со погрешни луѓе. И да, не си ни знаел. Чудни се понекогаш животните патеки. А сега посакуваното на соседот, сегашноста. Влегуваш во автобус, а ти си познат и славен. Билет да платиш, нема теорија. Кој смее да ти наплати, па ти си познат, славен. Треба да им биде чест што си влегол во тој автобус, а не во некој трет. Има да се прераскажува на поколенија дека биле и се возеле со славниот. Се прашувам, ако сум славен, би се возели со автобус? Јас сигурно да, вели соседот, зашто нема да ме видат во сјајниот автомобил и само ќе нагаѓаат кој е внатре. Вака, на велосипед или во автобус, сите ќе ме видат и препознаат. Сакам тоа да го почувствувам на своја кожа. Но, како да се стане славен? Имам еден неславен пријател кој се потепа да купи стан во зградата во која живеат повеќе славни луѓе. Долго бараше и беше подготен да плати и 3 пати повеќе за метар квадратен, само да живее врата до врата со славни соседи. Според она народното кој бара ке си најде, секако ако има да плати,
Успеа да купи стан во зградата во која живеат неколку славни. Одеднаш животот му се смени. Тој веќе не е било кој. Ете, например, одговорете на прашањето кога вас и него ќе ве прашаат каде живеете. Вие ќе се здробите од барање некој важен градски поим во чија близина живеете, а при тоа да не се засрамите и да бидете во тренд, зашто вашата улица и број за многумина не значат ништо, под услов тој што се интересира да не е полицаец, поштар, инкасатор или не дај Боже извршител. Уште е пострашно ако под вас или околу вас нема никаков славен објект од типот на познат бутик, кафеа на разработен трговски центар, а тој, вашиот пријател кој живее во славната зграда со славните соседи врата до врата, одва и чека да го прашате и да отвори уста. Тој во муабетот воопшто нема да зборува за себе и работата, туку ќе раскажува за славните соседи до изнемоштеност. Ке дознаете за сите пикантерии од прва рака, и тоа пред телевизијата и интернетот. Ако уште го подпрашате нешто, ке треба да го придржувате попатно, за да не полета од вознесеност. Тој се знае за славните соседи и е целосно информиран. За се води евиденција и ги знае сите комбинации. Неговиот ден почнува и завршува со грижата што се случува кај моите славни соседи, а не кај мене. Умира од желба тие да го забележат неговото постоење, сака да им го дише воздухот, да им се умилкува, да пие барем еднаш кафе со нив. Тој секој ден стои пред лифтот и знае кој во кое време доаѓа и чека упорно. Не губи трпение и го дочекува славниот со широка насмевка и поздрав, изговарајќи како воденица тон комплименти однапред вешто подготвени. Тој му влегува на славниот како вирус и му се закачува на овој или оној начин. Славниот сосед е културен човек и не може а да не одговори на поздравот. На комплиментите и онака е навикнат и не му е ништо ново тоа што го слуша. Вие сте веројатно нов во зградата, прашува славниот, упатувајќи поглед кон несветнатите чевли на досадниот сосед. Дојден сум од Петлово, инаку верувајте цел живот сум во Скопје, а каде работите? Се занимавам со транспорт на свежо зелено. Поминете, имам домашна ракија прва лига, а и мезе ке се најде. Драго ми е што сум вас сосед и така поред. Толку мала земја, а толку различни нешта се случуваат секојдневно. Важно е да се стане славен, да пристигаат покани за свечености, за премиери, за промоции, за дружење. Весниците и интернетот се здрава база за лична наобразба и едукација. Добро се гледаат сликите, се чита озборувањето кој со кого, кој од кого и се паметат славните и нивните карактеристики и навики. Се води сметка кој е на власт и каде е. Се гледа да се одбере миг кога ги сликаат или снимаат славните и како случајно да се најдете во кадарот. И така до крајот. Преку еден славен се доаѓа во контакт со друг. Од човекот и од снаодливоста зависи се. Ако добро се оди и се планира, се наоружува со трпеливост и упорност, за да се дочека шансата да се почувствува можноста и да се зграпчи на правото место во вистинското време. Ако навистина се сака да се биде познат, успешен, славен, и другите ќе ја дадат шансата за тоа. Кога тогаш, но потоа кој знае. А кога ќе се стане славен, чувајте ја вашата слава и гледајте многу да не ве удри в глава. И не го ширете рецептот како се доаѓа до неа, зашто што би било кога сите би биле моќни, познати и славни? Каков би бил тога светот? Славата има своји прегради и огради, ордени и кактуси. Славата не ги намалува грижите и не ги теши скршените срца.